Утринава ќе започнеме со нешто што јас се обидувам во сите три изминати сезони на утрински брифинг редовно да го имаме. А тоа е една многу интересна организација во Македонија која што се занимава, и тоа е едно од, така да кажем, ние обично овде ќе испитуваме јавни мненија за политики, за кој ќе дојде на власт, кој ќе падне од власт и така натаму. А многу помалку, барем во јавноста, се пласираат информации за состојбите на пазарот. Инсайдер ID, Сергеј Зафировски, добро утро. Инсайдер ID е организација која вие пред некој ден 8 години прославивте постоење, нели? Закачив негде на мрежите и така, се надам дека не заглавивте до доцна во ноќта, можете и заглавите. Да сме заглавиле, големо чудо. 5 години поред се занимавате со испитување на пазарот и пласманот на маркетите кои што постојат во Македонија, маркети за широка потрошувачка, и како се одвиваат нивните позиции. Денеска го објавувате своето најново истражување. Тоа ќе го има и во другите медиуми, претпоставувам. И сега веќе не многу сме правилен буа, така. Да, па знам, мислам, кај на се уште најголем интерес е што ќе прави Заев, што ќе прави Бицко, си ќе прави гахвети. Дали ќе платат реклама од 2000 евра. Така е, во вашето истражување веќе има еден 5-годишен тренд кој може да се следи. Тоа веќе станува, како да кажем, сериозно следење на трендовите, од кој ќе почне човек првата година, може да значи, не може да значи, податоците на секој начин може се стокуваат, сега веќе тоа е јасно. Кажете ми ги основните наоди, основните заклучоци што ги излековте од ова пето поред истражување, бидејќи сега веќе две категории истражувавте. Истражувавте маркети во кои потрошувачите најчесто пазарат, и потоа истражувавте лојалност кон брендовите на маркетите, што е исто една занимлива категорија. Ај малку повеќе за резултатите. Уствари, резултатите ние ги имаме сега година истите, со тоа што годинава применивме на нова анализа за да определиме колкав процент од луѓето што пазарат во маркетите се лојални на самите маркети. Уствари, првиот дел го анализира степенот во кој што потрошувачите пазарат во некој маркет, а другиот го анализира лојалноста на тие потрошувачи во самиот маркет. Да кажеме дека Кам и Веро има таму отприлика околу 40% лојалност на потрошувачите во самите маркети. Се најстабилни во изборот на потрошувачите како прв избор. Па сега тука дали се стабилни или не, тоа зависи од, мислам, од наша интерпретација. Викаме да, ти да имаш половина од потрошувачите стабилни кај тебе во маркетите, тоа е прилично висок процент, особено ако видиме дека има едно 40 на ланци на маркети во Македонија што активно работат, тој не е така лош. Ама со аспект на маркетите, они сами си го интерпретираат дека и тоа и не е добро, они се надеваат дека таа лојалност е малце поголема. Но па добро, како и во секој истражување, сите се од нешто задоволни, од нешто незадоволни, но важно е да научат. Ова се, ако е истражувањето добро направено, не се сомневам, тогаш се тоа многу упатни податоци од кои може да се влечат заклучоци. Например, еден од заклучоците вие дека расте процентот на луѓе годинава во споредба со лани и претходно, кои што бираат повеќе маркети каде што пазарат. Значи, сега е тоа веќе искачено на 3 маркети во просек. Да. Тоа говори дека, ајде јас да не кажувам за што станува збор, што говори тоа за навиките на потрошувачи? Пандемијата сега што помина, и да се надеваме дека економскава криза ќе помине, слушавме сабаре дека се стабилизира целата инфлација негде накај наредна година, втор квартал, донесе до тоа да потрошувачите си бираат повеќе маркети за да го извршат едноставно пазарењето. Сега, не е тој раз, да кажам, значаен, лани бил 2,78 маркети, годинава е 3 маркети, но укажува на тоа дека постои еден дел мал од потрошувачите што го зголемини интензитетот на пазарење. Тоа е една работа. Друга работа е со отварањето на толкав број на маркети во Македонија, очекувано дека луѓето ќе пробаат да пазарат и во нешто ново. Вие кога имате на радиус од 100-150 метри 4-5 маркети да изберете кај да пазарите, па на крај крајава и јас сам ја одвлегувам да видам што има во Што ги интересира потрошувачите? Цената или понудата на производи, или можеби комбинација? Тоа анализиравме пред некоја година, заради тоа што видовме дека постои една нова категорија на потрошувачи што се викаат финансиски логични. Мислам дека еднаш зборавме тука баш во емисија за тоа. Кај што определивме дека 40% од луѓето отприлика се врзуваат на локација, не се врзуваат на производ. Значи не бараат они еден производ што ќе биде поевтин, туку бараат локација кај што целата потрошувачка кошница ќе им биде
Поедноставно да е наполнат. Не само поедноставно, туку и со пониска цена. Значи се збориме за буџетот. Најчесто и тој има влијание врз одлуката за купување. Колку и да ние збориме дека нема влијание, а и те како има влијание Не врз збориме се, разбира се. тоа Сите кај правиме се- некаква математика. сите правиме нормално. Па и тоа се гледа и по растот на тврдите дисконти кај што кам годинава има прилично високо учество, околу 70%. Стокомак има исто повторно раст од прилика 50%, кај Стокомак е недвосмислен трендот на зголемување, на привлекување на потребувачите кај него. Тоа што е интересно за годинава е Тинекс, кај што после, да кажам, 4 години пат на учеството и покрај тоа што се на трета позиција и остваруваат голем промет, остваруваат раст што покажува дека промената на нивниот бизнис модел со на Тинекс деликатесен со понуда на специфичен асортимент на производи успеваат некако да се стабилизираат и да го најдат бизнис моделот во ово окружување. Сергеј, кога ќе ги видиме трите најчесто посетувани маркети, а потоа и листата од барем уште десетина по нив, се гледа на разлика помеѓу Стокомак и Кам и другите. Например, Стокомак и Кам се маркети кои што се малски, кои што најчесто и немаат паркинзи околу локациите каде што се поставени, за разлика од овие другиве, не знам, Веро, Тинекс, Рамстор и така натаму, кои што секојаш врзани за големи паркинзи за да може да се наполнат големи колички. Што е разликата во логиката на едниот и на другиот вид на пазарење и на понуда всушност како маркети? Тоа више е старо, ајде да кажам на некој начин, заради тоа што тврдите дисконти више станаа стандардот за пазарење. Порано кога беа маркетите како Тинекс, Веро, мислам, тоа се сосема солидни маркети, да, они се супермаркети, другите се тврди дисконти, но обемот на луѓе што поминуваат во Кам, во Стокомак и во Кипер, да го кажеме и како трет тврд дисконт, е толку многу голем што тие се веќе стандардот. Ако тебе 100% од луѓето ти пазарат во еден тврд дисконт, тоа што ти е тебе стандардот за пазарење. Така да сега доаѓа период и поготово со влезот на Lidl кај што и самите тврди дисконти ќе треба да ги променат до некаде бизнис моделите. Заради тоа што ќе треба да дадат нешто дополнително за да се разликуваат по другите тврди дисконти. За влезот на Lidl ќе поразговараме, но ме интересира еве со отвори Сити, како се викува Сити Eastgate, извинувам. Ама и Сити Мол е пример за тоа. Колку е важно во таков вид на огромни молови да има и овој вид на бренд кој што ќе понуди секојдневно пазарење. Затоа што го спомнуваме Lidl, се очекуваше Lidl таму да се отвори, не се отвори, можда е филозофијата на Lidl сосема поинаква од учество во молови и така, но колку е всушност комбинацијата на пазарења на купувачите важна за да влезе да купи, не знам, и кошуга, ама истовремено и јогурт. Сега тоа зависи од типот на како тој трговски ќе се развива. Мислите ќе го земеме и ајде Сити Мол како некој пример што го имаме историски да го анализираме и да видиме што се случуваше таму, значи таму го имаме Керфу што прво отвори, знаеме Керфу како заврши, да не навлегуваме во тоа, се отвори Рамстор, со тоа што таму во тој регион има големи стамбени згради кои што редовно би требало да пазарат некаде, заради тоа и успева. Сметам дека тоа исто и случајот со Eastgate заради тоа што зградите кои ќе се направат од позади и тие згради ќе морат негде да ги пазарат производите. Ја верувам дека тие згради ќе се отворат уште 10 маркети. Како што и трендот во Македонија. И Стокомак. Али тоа се компатибилни работи. Значи човек ако доаѓа да купи нешто, ќе купи производи за дома, да не ги забораваме тие што ќе живеат околу, така да нормално дека тоа би функционирало. Во Eastgate конкретно отвори Тинекс деликатес, така да сметам и им посакувам среќа и сметам тоа е Тинекс деликатес, тоа е во принцип малку поскапиот бренд на Тинекс и така, и тоа е некаков одбир. Не можеме да го кажеме како поскап бренд, едноставно производите што така го... производите што ги нудат се различни од тоа што е, мислам, следствено се поскапи, но различен е концептот. Значи, можеби производите. Ја гледам и вака како купувач и таа би рекол една агресивна политика на Тинекс да бидејќи ова не знам кој поред им е деликатес што го отвараат, тоа значи дека веројатно има се зголемува пазарот за тој вид на производи. Концептот е тој. Тоа е убаво да, мислам, еден маркет да го редефинира бизнис моделот и да најде негде кај што би се позиционирал многу подобро во однос на останатите. Ако ние го земеме сега Кам и Кам започне да нуди место кај што можеш ти со кола да доеш како што го направи и во Козле, го прошируваат асортиманот, значи конкуренцијата стандардна ќе биде уште се потешка и потешка. Така. Што се други главни заклучоци можеби од истражувањето? Бидејќи гледам дека сите маркети растат. Има ли некој кој бележи драстичен пат?
Има маркети што бележат пат, сега ги немаме тие тука нели во извештајот, што morаме и тој да го продадеме. Добро, се разбира. Да го финансираме некако истражувањето. Има пат со тоа што тие се најчесто класичните малопродажни ланци. За жал, дел од нив успеваат некако да се стабилизираат, дел од нив нема да успеат да се стабилизираат. Го очекуваме влезот на Lidl заради тоа што друго едно истражување што го правевме исто независно од се сами си го спроведовме, околу 91% од потрошувачите кажале дека би пазареле во Lidl. Сега дали ќе бидат 90%, нели секој ќе го прашаш ке пазариш и ти вика да. Се разбира. Али колку ќе биде реалното пазарење, значи ние очекуваме дека ќе биде помеѓу 70 и 60-70% кај што луѓето ќе пробаат да пазарат, да видат што и како е. Верувам дека дел од маркетите ќе се снајдат да се конкурираат, верувам дека поголем дел ќе се снајдат, заради тоа што сепак ова е локален пазар, македонскиот пазар е малку специфичен во тој аспект, но сигурно ќе има промена во самата структура. Концептот на Lidl, а тоа го гледам и во некои од поголемиве, да кажем, како да кажем, поскапиве ланци на маркети, на пример Веро и така натаму, и Кам исто така. Колку е важно самиот синџир од маркети да има своји производи? Не знам, имате 10 вида на маслинки тегли, но има и тегла Кам маслинки, Веро маслинки, не знам што. Имате 10 вида, не знам што. Колку е важно тие самите да влегуваат во тие не ги произведуваат, ги пакуваат практично во нивна трговска марка. Тоа е многу дали интересен. Тоа придонесува кон некаква зголемување на лојалност, можеби поголем промет, затоа што се тие најчесто и поевтини од другата понуда. Не секогаш, ама Па се влегуваат во некоја премиум категорија, зашто имаат и премиум производи како приватна трговска марка. И ќе играат се поголема улога во иднина заради тоа што за да се намали притисокот према добавувачите, производители, дистрибутери, тоа е единствениот начин за самите маркети. Например, да не се доаѓа во ситуација кај што ќе треба се бара 20-30% рабат за тој производ да се улиста на полица. Едноставно маркетот ќе си донесе самостојно свој бренд, односно ќе пакува свој бренд, ќе си го позиционира и више тука многу повеќе влијае на самата цена и како ќе го позиционира целиот производ на пазарот. Нормално брендовите ќе останат, но се поголем дел тие приватни трговски марки ќе завземаат дел. И имавме едно истражување лани токму за приватните трговски марки, нивната перцепција. Се уште значењето на брендот е многу високо кај потрошувачите за приватните трговски марки да бидат значаен играч на некој начин во Значи кој се навикнал да купува одредена кисела вода или прашок за перење, тој се врзува за тоа без разлика. Да, со тоа што приватните трговски марки многу добро се позиционирани во како се вика, во тврдите дисконти. Например, они не користат едно генеричко име за сите производи, едноставно секоја приватна трговска марка си има сопствен бренд, што се перцепира од страна на потрошувачите како бренд сам за себе, а не е поврзан со некој од самите маркети. Ќе го земам Бела Фарм за пример во Кам, што е јогуртот. Тоа е јогурт што е приватна трговска марка малтене за Кам, но никој не го перцепира како таков. Едноставно знаат дека тамо тој бренд го има и тој го купуваат. Сергеј, има ли интерес од страна на овие што ги истражувате за вашите податоци? Не ве прашам сега. Па сега више кога има 5 години историски податоци. Но тоа ме интересира, дали тие се заинтересирани да ги следат тие трендови, бидејќи конечно тоа им е клучен дел од тоа што го работат, претпоставувам. Ако споредам, баш имавме еден состанок пред некој време со маркетите, вика има ли разлика, викам ако споредам дека пред 5 години со нас четкаа кондури кои ќе влеземе на состанок. Сега седат директорите. Сега чим разговараме на темата, така да значи има интерес, има промена во однесувањето што мене многу ме радува. Мислам и целата истражувачка индустрија пред 5 години, 8 години кога почнувавме, сега спомна дека пред 8 години започнавме. Не четкаа кондури, туку најверојатно не примаа на состанок за да четкаат кондури. Сега више не примаат и доста добар одзив имаме, поготово од бизнис секторот, дека ние ги спомна и пред малце нашите како да кажам конкуренти што работат повеќе политички истражувања и доста Па навистина ретко гледам овие. Да. Добра, ама политиката има други навики на купувачите. Да. Овие се ние си стоиме само на бизнис секторот што сметаме дека е доста поинтересен и за мене е многу подобар заради тоа што он е многу суров, едноставно ти не го правиш тоа како што треба,
нема да работиш. Еднаш е- Многу е просто. Сурови Ти ти ова покажа друго. вратата. Па сега не знам, не ни сакам да знам, али генерално е многу по ригорозен и мене тоа например повеќе ми се допаѓа. И самите ефекти од тие истражувања многу подобро се гледаат во бизнис секторот кога што се гледа во политичките истражувања. Сергеј Зафировски, Insider ID, благодарам и за ова годишно брифување. Ние ова анализа во поканата, повеќе Шабаш. детали ќе објавиме и на сајтот на Слободен печат, ќе објавиме и во печатеното издание на Весникот, се надевам, па ќе бидеме во контакт. Кажувајте кога има некој важен тренд да фаќаме да време. Ќе се слушаме така да доаѓаме. Те што ако поевтини да застанеме први у ред, ако Прво на поскапи. телефон ќе се слушнеме за да купиме. Благодарам Сергеј. Фала многу.